на наше, морам да кажам, огромно задоволство, имаме можност да најавиме дека Република Македонија од денеска станува нова и атрактивна филмска дестинација на мапата на светската филмска индустрија. Од денеска во нашата држава ќе се снимаат големи филмски остварувања, што е резултат на заложбите на владата на Република Македонија, која во изминатиот период интензивно настојуваше да ги промовира потенцијалите на нашата држава и да ги зголеми вложувањата во Република Македонија. Ке потсетам дека организиравме многу кампањи. Со измените, посебно на Законот за филмска дејност, ја олеснивме соработката со странските продукцијски куќи. Анимиравме голем број на еминентни продукции од целиот свет. Резултатите се денеска пред нас. Во Република Македонија ќе се снимаат неколку големи филмски проекти, од кои денеска со големо задоволство ви го најавуваме снимањето на францускиот игран филм А Фонд на продукцијската куќа Шик Филмс од Франција, која има импозантно портфолио, долгогодишна традиција и светско реноме во светот на филмот. Таа е продукцијска куќа која стои зад бројни филмски остварувања, кои се наградени со престижни филмски награди и признанија. Уште на почетокот би сакала да потенцирам дека овој филмски проект има огромни придобивки за нашата држава, за афирмација и промоција на Република Македонија како филмски центар во меѓународни рамки. Преку овој проект ние ги промовираме локацијските потенцијали кои ги поседува Република Македонија, нашите природни ресурси, кои нудат на вистина одлични услови за снимање на вакви големи филмски проекти. Во снимањето на филмот ќе бидат вклучени преку 100 професионалци од Франција и околу 400 филмски работници, статисти и придружни соработници од Република Македонија, кои работејќи со врвната филмска екипа ќе ги унапредат и збогатат пред се своите вештини, знаења и искуства. Со посебно внимание би го истакнала исто така и економскиот бенефит, кој што е многу важен за Република Македонија и за сите граѓани на нашата држава од реализацијата на овој филмски проект. Од францускиот игран филм А Фонд, кој во нашата држава ќе се снима во наредните 2 месеци, Република Македонија ќе оствари профит од 2 милиони евра, а воедно во реализацијата на филмот директно, како што кажав и претходно, ќе бидат вклучени пред се 400 лица кои што се овде од Македонија. Почитувани присутни, во оваа прилика би сакала само накратко да информирам за деталите околу снимањето на францускиот игран филм А Фонд, кој во Република Македонија ќе започне со припремни активности уште од утре. Продуцентската куќа, но сепак за подетални информации во оваа насока ќе добиете, се разбира, и од самиот продуцент, режисер, и од Сашо Павловски. И сакам чисто да информирам и за новинарите, ќе има и точни агенди на снимање, така да сите заинтересирани и лица што се вика поединечни новинари и така натака, ќе ги добиваат директно информациите за многу интересни сцени кога ќе се снимаат и за сите оние активности во наредниот период. И ние како Министерство за транспорт и врски на некој начин сме вклучени во самиот проект, кој уште еднаш го покажува интересот на земјата за развој на филмската индустрија. По поднесеното барање од страна на Мануфактура продукција од Скопје, врз основа на добиена согласност на Министерството за внатрешни работи, нашето министерство го издаде одобрението за времена измена на режим на сообраќај на делница 3, автопат 2 од Клучка Хиподром до Клучка Сари. Ваквото одобрение е издадено врз основа на изработен сообраќајен проект за временно одвивање на сообраќајот. Согласно тоа, обиколницата Скопје до Клучката Хиподром до Клучка Сарај ќе биде затворена за сообраќај од 7 септември до 11 септември, потоа од 14 септември до 18 септември, од 21 септември до 25 септември и 28 септември секој ден од 7 часот до 19 часот. Тоа подразбира дека овој временски период додека се снима филмот, оваа автопатска делница ќе биде затворена. Имено во овие денови сообраќајот ќе се нормализира од 19 часот па се до 7 часот наутро.
Исто така сакам да најавам дека продукцијата ќе сними сцени за филмот и на автопотската делница Неготино-Велес, зашто и овој дел од автопатот ќе биде затворен во период од 21 ден, и тоа од 29 септември до 2 октомври, потоа од 5 октомври до 7 октомври, од 14 октомври до 16 октомври и од 18 октомври до 23 октомври. Исто така во период од 7 часот до 17 часот. За време на снимањето на оваа делница сообраќајот ќе се пренасочува преку регионалниот пат Велес Градско. Почитувани, придобивките од овој проект се повеќе кратни за Република Македонија. Покрај фактот што со снимањето на филмот ќе се придонесе за развој на филмската индустрија, директно ќе влие и преку вработување на неколку стотина домашни работници кои ќе бидат ангажирани за овој период се додека се снима филмот. Во изминативе неколку денови многу се шпекулираше за средствата што продукцијата треба да ги уплати за користење на овие делници. Врз основа на ова прашање сакам да објаснам дека цената ќе биде пресметана и е пресметана врз основа на просекот на бројот на изминати возила на наплатните станици Петровец и Градско споредени со месец септември и месец октомври 2014 година, и продукцијата ќе ги плати во целост. А исто така сакам да најавам дека дополнително е постигнат и договор со продукцијата и Македонија пат за санирање на регионалниот пат Велес Градско и поставување на нова сигнализација за безбедност и одвивање на сообраќајот. Ова обврска не е дел од преговорите, но поради тоа што ќе го пренасочуваме сообраќајот, продукцијата не излезе од пресрет и по моје лично барање ќе вложи дополнителни средства за реконструкција и рехабилитација на патот. Октомври прошлата година, 2014, значи на меѓународен форум во Италија, во Таранто, каде што се изложува предностите на снимање во Италија. Јас се запознав со Лоран тамо и представив можностите за снимање во Македонија. И таа ја избра Македонија да снима. Но ние имаме сериозна продукција пред нас и периодот кој што ни стои за соработка, така да тоа не настана наеднаш таа соработка. Имавме многу пати скаутинзи, состаноци во текот на последните 9 месеци, за да целова соработка ја кронисаме со договор и да почнеме подитно да снимаме. Со тоа што, мислам, што е убавото и придобивката на ова и авантурата на цел овој проект, ќе биде ново за сите, за повеќето филмски работници во Македонија, затоа што ќе изобилува со прекрасни сцени на каскади, на паркање со возила. Само да кажам дека каскадерскиот тим, тоа е семејство кое што долги години се занимава со каскадерство, познати кај нас по учеството во филмот Такси, францускиот филм. Значи тоа е семејството Жилиен, дедото бил каскадер, таткото и сегашниот Давид Жилиен, кој исто така е каскадер. Значи ќе имаме сцени кои што претпоставам за прв пат ќе се снимаат кај нас, ќе имаме пратња со неколку хеликоптери на возила, извлекување на луѓе од возила, и тоа ќе биде атрактивно за гледање, меѓутоа е огромна корист за сите филмаджи во Македонија, затоа што ќе споделиме и ќе научиме некои нови искуства кои што немаме шанса толку често.